Поздрав од ресторан Ексклузив, каде што го реализираме емисију за наше Куманово, за наш град кој има стварно богато историја у сви сегменти на живот. А данеска имаме многу доста интересантно соговорника. Надам се дека ќе успееме да го задржиме ваше внимание. Ваш гост е професор Круме Арсовски, човек кој цел живот е у просвету, кој учија генерација и генерација, па бие активен и у падобранство, и у драмски секции, и едно, и друго, али да почнемо прво да го прашаме професора, иако има 79 години, какво е здравје право? Фала на прашање. Според години може да даду оценку дека е добро. Нормално е у мои години да има проблеми, биологија си работи, амортизација си работи, меѓутоа според години Али ви имате још сам у кондиција. Да, али ви имате еден посебен начин на искрено пазите што едете, што пиете, дисциплинирани сте многу. Јас сам по вокацију биолог. Да. И доста работе што сам ги стекнал преко науку, биологiju и у живот, настојую да ги применую. И за тој ми и помага, еве, фала Богу што доживеа 89 години, надам се још некој 79. 79. 79? Да. Извини. Добро, Да. ја амбициозен сум, знаеш. Дај Боже и Ќе 100 биде, кусур. ќе 100 биде, што кусур, викал да. тај у Турско. Ваш пут е доста интересен, ви сте како дете доста сте се мучиле. Родени сте у село Опила. Како проде детство? Јас сам роден у село Опила, тоа е село негде на границу меѓу Атърна, Кратово и Крива Паланка. Оно припада на општину Ранковце моментално. Тоа е планинско село од расфрлен тип, по мале. Ја пишува и едно родословна моје семејство, ама дел е и монографија за село Опила. Тај мала, ја куде што сам роден и куде сам бил до 4-то оделение, е била оддалечена од школу куде сам ја учил прво оделение, негде 5 до 6 километра. И прво јас сам учил школу како дете од прво оделение у црковну зграду. Па после се направи школа у сред село, тај мала се вика Војсинска мала, ама оддалеченоста тој негде беше, како триаголник беше. Колку што беше оддалечена црквата, толку беше оддалечена и овај нова школа. Имам го ја тој слику од... Да го најдем у книгото. За момент. Еве го. Еве го, да. Ово е тај Само ќе го прикажеме. црковна зграда. Еве го. У книгата за Родослов Арсовски и монографија за село Опила. Прв дел од книгото е Опила некогаш и денес. Да. И тој ја давам одредени карактеристики за Опила, историјат, почнувајќи од средни век, има податоци за Опила од тие турски дефтери од 16 век. Добро. Од тој период па до 2000 годину каде пишува на овај книга. Ово е тај црковна зграда, Добро. куде сам ја учил прво оделение, а завршил сам у Ово е тај за тој време нова школа. Таа е нова школа. Сек не е нова, меѓутоа за тој време... Колку деца има у школу кога си ти учи? Па ја кад учеше у тој новото школу, имаше негде околу 60 ученика. Значи пуно деца има. Работеше се предпладне и попладне. Една училница беше, работеше предпладнена смена и попладнена смена, два учителя имаше. За како ги делеа, они не знам. Не се сеќам одамна. Кој бе учител? Учител беше меѓу другите и Свето Илиевски у
СИС за образование беше едно време. Добро. Жена му Рада, вероятно ga знаете. И беше еден Арсен Арсеновски од Кратово. Он ми беше учител у 4-то оделение. Има прилику да се виду с njega. Да. Подосна по службено кад идеше за Кратово и евоцирамо спомени. Сега во кој? Да ни кажеш, у тоа време не е имало превоз пешки од дома до школу и назад. Дали е снег, дали е киша, мора да се иде. Ја како дете од прво оделение, и тој ја поиде пред време, викаја ги так доброволци. Јас са 6 години сам пошел у прво оделение. 6 годишно дете, ја од тој мала, се викаше Маковишка мала, до црковното зграду, негде, не сам мерил, около 5 километра, сваки ден сам ишел по кишу, по ветар и по слънце, каде било убаво време, скромно облечен, свински опънци с врчке, с джемперчиња, блузичиња, што смо имале, так немаше облека и гардероба како сак, него ручно што ќе изработив наши мајке, бабе, од клашње, од ручно изработено платно и долња и горња облека, с тие од свинску кожу или од говеску кожу опънци, по кал, по снег, значи и насабале отидемо, на пладне се вратимо, а кад смо биле по пладне, па по пладне отидемо вечер у ноќ се вратимо. Заврне имаше еден дол, Балев дол се викаше, па кад ќе дотече, доваѓав наши стари да не пренесе преко воду, не може да поминемо, малечки. Али свако село е било препознатливо и мало е кладанац, и мале ли сте ви некој кладанац кој што сте пиле воду? Малата ја куде што беше, немаше, беше сиромашна со воду. Имаше 2-3 бунара кои беа с минималну количину на воду и ми смо ишле од долови, тако наречени, таму имаше тие кладенци, оддалечени по негде 15 до 20, до пола сат одење, с бардачиња, канате ги вика смо, да, тие напуни се земјени, вода. напунимо, пуно пути по некој скршимо по пут, с кавдарчиња, некои котлиња, и смо донесале воду од тие кладенци до дома. А што се работале ваши татко и мајка? Па, татко ми е бил мајстор, зидар, а мајка ми домакинка. У Опила работеја земјоделие и сточарство. Чуваја овце, свиње, козе, волови. Волови се служиле и за работу, помош у земјоделие и за транспорт, за превоз на земјоделски производи. Кад ја почињаше у прво оделение, нити имаше учебници, тоа е негде 1947 година. После рат одма? После рат одма. Сиромаштија невидена. Немање големо. Борба за живот, за преживување. Само еден податак. Тој земјоделие што го работеја мои стари, не можеше да ги прехрани, па преко лето татко ми и чичко ми идеја у овче поле да жнее у тие поимутни земјоделци у овче поле, па оттамо работив за жито. Дадев ги жито, па идев с коњи, магариња, товарив га жито и га донасав, за да може да прекарав, да истерав години. Да заработи поише пари да прерани? Не пари, него у натуру. Жито га донасав од там, да. Па га носи на воденицу и га мелја, па дома бабе, мајке, месив. Колку деца сте биле ви? Ми бемо 7 деца у семејство, заедно с чичко ми, старина ми, баба ми беше жива, дедо немам, дедо ми е загинаја у Прву светску војну. И колку браќа и сестри имаш? Ја имам 3 сестри и јас само брат. Ви сте најстар? Па сестра една е постара, па после ја и 2 сестри помлади. Немаше учебници, немаше тетрадки, моливи, тоа беше у тој време такво немање имало да смо имале ми едну таблицу
таблица негде помал формат од овој. И у тоа сте училе? Тај таблица беше с две страни, рамче едно дрвено, унутра од некој материјал, нешто како керамика. И до пола табла од озгоре имаше коцке, од одола линија, а од другото страну беше празна. И тој беше и македонски, тој беше и математика, тој беше и ликовно, тој беше сви работи што ги работимо на крижулја една имаше, с њума пишуемо и сунѓерче едно натопимо во воду, напишемо, избришемо, па друго напишемо, дојде учител, прегледа. Не имало пенкала, него молив еден. Немаше пенкала, после искочија перодршки и мастила, с перца, перодршки с перца. У туш туриш? Не туш, мастило. Мастило, Мастило и брцнеш с перодршко перце и пишуеш. Па ми деца како деца, пуно пути ни се расипе мастило, па и тој книги што ги има смо буквари и читанки што не ги даве, па се тој направи лом, па едемо ќутек од учитела, едемо ќутек и дома, пошто треба да се купи друга книга, а паре нема. Какав утисак оставива на тебе тие твои учители први кои си ги сретнаја, кои си ти учили? И првите и подоцнежните у 8-годишно образование што се биле се луѓи ентузијасти. Луѓе с можда помалко знаење или с голему волју да не научив. И мало е и физички казна, неќе да кажу, меѓутоа основно е било желба нина да не научив. Али тие казни се биле добри затоа што да ги деца памети дека треба да бидев послушни и педантни. Добро, сега, како да кажеме, тоа е тоа е дискутабилно е, меѓутоа тој беше у тоа време тако е било. Време тако е беше. Сега ви доаѓате у Куманово, у браќа Миладиновци, ево дека имам убаву фотографiju, 56-та година, 8 оделение, еве го оваа слика. Сак ја да ви кажу за пут мој до 8 оделение. Ја до 4-то оделение сам учил у Опила. 5-то оделение сам учил у Кратово. У интернат ме смести татко ми, ја и моја постара сестра. У интернат 6-то оделение од татко ми најде работа у Пробиштип у Рудник како мајстор и 6-то и 7-то оделение јас сам завршил у Пробиштип, основно училиште браќа Миладинови. Ама тоа училиште беше у селото Пробиштип, не у градчето Пробиштип. Значи многу е фамилија путовала. После браќа Миладинови у Пробиштип, 54-ту годину доаѓам у Куманово. Се завршено 6-то оделение. 7-то оделение јас сам завршил у Крстеми Сирков. Док учеше у Крстеми Сирков, запали се школа. У Крстеми Сирков почнага, учи 8-то оделение едну годину, па здравствено состојба ми се влоши поради недоволна исхрана, недоволно облека преку зиму, разболе се и мораше да биду 3 месеца у Скопје у детску болницу. Кад се врати од детску болницу, програма поминала, ја не стигна, ја го повторува, 8 оделение го повторува. Следеќу годину се запиша у браќа Миладинови и заврши га 56-57 годину с многу добар успех. Док ми учесмо, ја у Крстеми Сирков беше тада, доваѓамо едно сабале на наставу, а затечуемо пламени јазици од сви стране идев на кровна школу. Умеѓу време дојдева, не се сеќам како се качија горе пожарникари, кровна школа беше од лим. И сечева га лим и так букнава пламени јазици нагоре и догоре чатија. У тој време догореше кровна школа, ми ученици, наставници и граѓанство изнаса смо од школу све што можеше да се изнесе, наставни средства, и инвентар, оно што можеше да се спаси. Добар дел од тој инвентар успеамо да изнесемо. Од кабинети, од училнице, од канцеларije, меѓутоа школа изгоре и ми после поминамо да учиме у гимназију Гоце Делчев. Беше направена еден спрат. Гимназија ни отступи и тој годину док се реновира школа ми завршимо у гимназију Гоце Делчев.
Сега, во истику да ни кажеш ти кои се ве луѓе, ако памтиш некога? Ово е 8 одделение браќа Милодиновци. Само е тако е, да. Браќа Милодиновци, Милка се викаше класна, у средину е она. Добро. Паралелка беше негде околу 30 ученика. Памту ги скоро свите, ама сега Кажи кој ги знаеш од тој, ај. од овие ги знам. Ѓоко Палавра, ga вика е. Добро. Милорад Луевски беше еден од директори доле на Фени. После. Добро. Милорад Луевски. Марга, професорка беше у техничку школу. По немачки, добро. По немачки, јас сам тој до њума. Драгица, Станка беше у 11 октомври професорка. Бранко Арсовски у пратени Што беше да. у Совет, беше длго време од Романовци. Љубе беше у геодетско Биро. уопштено у геодетско биро. Менка на Воју Чевлу жена, библиотекарка у гимназију беше, Воја беше професор по физику. Воја Чевлу, Добро. негова жена. После завршување на основна школа, вие професоре идете у гимназију Гоце Делчев. Таму имате поминато многу убави работе, многу убави спомени имате од гимназију, али прво и основно да ни кажете како беше у гимназију изучување на предмети, професори. Ви го многу фалите легендарного директора Левка Арсовога. Зашто? Не, сек да ви кажу друго е нешто за гимназију. У тој време гимназија само што беше поминала у гимназија да се вика. Порано беше нижа гимназија до 8 одделение тагашно, до 4 клас, а гимназија беше 5 клас, 6 клас, 7 клас, 8 клас, виша гимназија. Моја генерација е прва генерација која не е полагала малу матуру, полагаше се мала матура, па у гимназију голема матура. Значи ми бемо без малу матуру. Генерација пред мене е полагала малу матуру. Ја кога отиде у гимназију би намо прва година. Гимназију прво беше една дисциплина солидна и у тој време ми смо носиле капе, тие руски капчиња, како што ги носеа овие пожарникари и овие железничари. Руски капчиња и на капу мора да има бројче. Бројче прва година кои су биле број 1, римско, на капу. Друга година број 2, треќа број 3, четврта број 4. Ако искочиш у чаршију, например, беше ни дозволено до 8 сат, 20 часот можеш да шеташ у чаршију. Ако си после 20 часот, ако те види професор, по бројче знае у коју годину си, најдете и не беа некои казне големи, ама обично дигнете да те испрашуе, штом си ти шетал, значи не си се спремил за настава. Иначе настава беше организирана солидно, беа професори солидни, ја од тој време имам многу високо мислење за професори кои се ни училе и биле са ни узор. Ми смо ги многу имале смо страхо почитување према професори и повеќе смо ги почитувале него што смо се плашиле. Еве овој ситуација. Мене ме било срамота ја да не знам, например, еве овде е професорка по биологија. Чекај само да ја прашам нешто. У тој време, еве јас сум учио тој период, голем срам е било да искочиш на талбу да не знаеш, после те ем срамота од професора, а ем свите другари после тој зафркавав. Значи, страе било у самого ученика да не знае, ем од родители, ем од професора, ем од колектив. Точно тако е. Ми смо отишле, ја лично сум се запишал у гимназију со желбу да научу, љубов према знаење, према книгу. Мене татко ми тераше да иду у Киров етак и тамо да иду
так се викаше заратлиска школа, да учу за, вика ги за одржување на машини техничари. Негова желба беше тај. Меѓутоа ја мимо знање на мои родители, по идеја да се запишу у Киров Етак, прво да се јави у Киров Етак, па после у заратлиску школу. Меѓутоа успут се врати и отиде у гимназија и запиша се у гимназија. Сега, професоре, еве ги овие големи великани на гимназiju, професори, стварно изваредни људи, многу су ги училе генерации и генерација, трудиле су се да биде утре домајчини, послушни, педантни деца и су стварно многу дале од свој живот да ga тој направи. Али, легендарен директор Левко Арсов и ден денеска сви га зборив дека тој човек кој се борија и дењи и ноќе гимназија да иде напред и само напред. Левко Арсов е бил и тък и сак легенда. Тък беше жива легенда, сак е покојан. Пошто га, еве ти знаеш Левко Арсов? Ја беше на негов погреб у Скопје кад почина. Он на крај, он беше црковно лице прво. Имаше завршено тој богословију, али по потребу недостаток на кадар, он беше и професор по руски јазик, мене ми предаваше руски јазик и беше и директор на гимназија. Еден гост беше каде нас од некој емисију пред известен период и он вика, ја га памту по Левка Арсовога, 58 годину, вика, одржа еден говор на Слубе и ми сви ученици смо му чекале руки. Толку се трудија за гимназија, еве вика ни кажете колку има све у тој истина. Ја само еден податак ќе кажу, што би останало сеќавање. Кажују ga, после на мои колеги само ја кажувал, што значи авторитет. Ми бемо негде около 500 ученика таку гимназија. Гимназија, тој време ја кад учеше има, не беше у састав на гимназија беа и економски паралелки. Укупно економски паралелки и гимназијски паралелки негде около 14-15 паралелки беа. Кад беше голем одмор и искочимо ми сви ученици у двор, такој си беше правил за голем одмор, училнице празни. Отвори се прозори да се излуфтирав. Кад ќе искочеше Левко у двор, сви 500 ученика заќутив. Биде мртва тишина. Кад ќе биде мртва тишина у двор, кад ќе престанеш џагор на деца, ми знаеме дека е директор искочија у двор. Страхопоштавање. Не треба повеќе да збориме. Така е. Тој е, значи, авторитет. Он е бил авторитет, а е бил човек либерален. Не сам га чул ја он да повиши глас, не сам га чул да подвикне. Бил ми е професор по руски јазик. Ја руски јазик што го научил прву годину гимназију и ден денес ќе ga збору течно. Благодарение на основу кој ми го е дал Левко. Јас се служу с руски јазик. Да ги спомню. Сега за Левка мора да кажу негова педагогија колко е била на високо ниво. Ја док беше у гимназију, по некој случај беше у тој време школска заедница беше, училишна заедница, и ја беше у руководство на училишну заедницу. Прво беше секретар, па председател, и како представник на ученици од гимназију имаше право да присуствува на седнице на наставнички совет. Директор го води седницу, професори так што ни предаваја, учествуваат, членови на наставнички совет. И ја како представник осеќаше се дека сам нешто над моите соученици. Такво некое мислење имаше за себе. Неоправдано според сегашни начин мој на размислување. И тој у тие години такој се човек понаша. И на еден час по географија професорка Доцка, чуле сте го Доцка по географија, изнасани там предавани нову наставну содржину, а еден соученик мој, Босанац га вика смо, земе од позади и ме рчне.
Ја едно време го трпеам, и тој повеќе пати ме рчкаше и ја го опомена, викам, абе не ме рчка, ја сакам да интересираме што кажува професор. По втор пут он па ме рчне, ја посилно му викам, абе не ме рчка, видене професорка дека му ја викна на njega, вие двајца дојдете кај директорот. И викам, професорке, он мене рчка, зашто ја диду кај директора? Ја револтирам, пошто стварно не беше крив. Одите кај директорот, па таму ќе расправите. Што ќе правиш? Мора да го послушаш професорко. Идемо куде директора, у директорово канцеларiju, улаза прво овај што ме рчкаше, што му е кажал на Левка, ја не знам, не беше присутен. Искача он, улазам ја и од врата, наместо да кажу добар ден или нешто, онакој како што треба, како ученик, ама ја револтиран од професорко и од врата му викам на директора, он ме добро знае, знаеме кој сам и дека на наставнички совет присуствува и како ученика ме знае, солидан ученик беше. И викам, што директоре, професорка мене ме праќа, треба она да обмисли кога праќа и како праќа. Он ме рчка мене, удара, а ја овде праќаме куде вас. Изборуја, а Левко наведнага главу на страну и ќути. Ја збору, он ќути, ја гледам, нешто не е уреду, заќутаја. И он климна с главу и ми вика, а полъка тивко едва ga чую. Да те прашам јас тебе, кој е овде директор, ти или јас на мене? И ја так ми дојде у главу какву глупост сам да правил, што улазам од врата и наместо да речу добар ден, ја почињам да на некој начин да се расправljam. И му викам, директоре, казнујте, правите што ќе правите, врати се, не се враќам, искочи од врата, он само се подсмевна и ништо не ми кажа. Тој збори за негов педагошки такт и однос, Да. како ги он решава проблеми. Ali prosto treba da ги spomenemo ovdje i drugi velikani na gimnaziju, prosvetni работници, Ljubica Poceva, Да. Marija Rilović, Vlado Filipovski koji je bio 20 godina direktor i plejada na drugi profesori. Kakvi bili oni како педагози? Па ја посебно би го издвоил, нека ми опростив другите. Марија Риловиќ. Професорку Марију Риловиќ, она после беше и директор на гимназија. Не треба многу да збору, поради тој што, поради њој однос како професорка и поради њоњу величину, јас сам го избрал биологију како моје занимање. Од њума сам го ја биологију засакал. Не треба повеќе да зборам. Иначе професори са биле строги, а правични. И да кажу, критериум у гимназију беше на високо ниво. Наша гимназија беше меѓу водечки гимназии у Македонија. Една од најдобри гимназии с најдобар кадар. Ретко кој завршен гимназијалац од Куманово не е завршил факултет. Да, много успешни ljudi има од гимназија. Сега, овде ја имам едно, сваку годину се даваше извештај, ова е извештај за учебна 57-58 година, да го покажеш. кад сам ја бил прву годину. А овој извештај значи дека за сваку учебна година мора се напише реферат кој што е работаја. И професор... Целокупна работа на гимназија се пресликувала. Да. Значи, наставен кадар, наставна програма, ученици, паралелки, кој с какъв успех е, тоа е годишен извештај за работа на гимназија. И све што се е работало за време... И кој стануе на полагање и све. Сви податоци комплетни. Ето. Настава, воннаставни активности, јавна културна дејност на училиште, екскурзија, професори, што е предавање, колку е предавање, кој е бија класан, на кој клас, вон наставни задолженија на професори, седнице на наставнички совети, на други органи, управен одбор и други органи у школ, све е тој содржано у тој извештај. У овој прилику треба исто да го спомнемо, ви кажасте дека
Много активно работа и професор Свето Аврам, професор по физичко образование, кој е голема легенда на град Куманово за спортски живот и ви сте биле многу активни у гимнастика. Покрај Свето Аврама, тој бие и Гоце Здравковски. Да. Видите, у гимназију имаше голем број на секции, да ги кажу, не се викаја секции, групи ги викаја так, на слободни ученички активности. Имаше драмска, имаше шаховска, имаше гимнастичарска, по технички секции, по сви наставни предмети слободни секции. Хорна гимназија е бил на завидно ниво. Екипе, спортски екипе на гимназију, кои се учествувале на општински и на републички. У тој време околиски надпревари имаше, па општински, околиски, републички и сојузни. На сојузни награди се учествувале одделни, нели, секcije, групе, па и слетови имало и слетови и да. така. Сакаше друго да кажу ја. Критериум беше прилично строг. Еве, например, ќе го земемо мој клас. Ја беше у тој време 5-ти клас. Ја ви кажа, први клас беше у осмолетку. Први клас, други клас, трети клас, четврти клас. У гимназију беа 5-ти клас, 6-ти, 7-ти, 8-ми клас. Тако е беа номенклатурата за разлика од прва, втора, трета, четврта година. У 5-ти А клас од 30 ученика направо у ту учебну годину се поминале 12, од кои Лазаревска Геновева само одлична, јас сам бија многу добар, Паневски Борис многу добар, Саревски Кирил, градоначалник, бивши покојан, многу добар, и Чајковска Билјана, не се сеќам која беше, многу добар. Останатите се биле добри. Доволни немаше тада. Двојка беше слаба. На поправни испит беа 12 ученика. Со една или две слаби. Цело лето ќе учи, на крај ќе се јави на поправен испит. И го повторуват класот 2 или 3 ученика. Еве како е бил строг критериум. Да, строг критериум. На полугодие, ако има 3 слаби преко 3 слаби оценки, не му се дозволува да продолжи настава у второ полугодие. И мора да иде у другу школу. Или ќе дојде другу годину. И имал е право да повтара само 2 пути у гимназију. Трети пут губи право на школување. Низ такъв филтер смо ми проваѓале како ученици. И ако пройде низ тај филтер, на njega му е на некој начин обезбедено факултетско образование. Он има основу да може да заврши факултет. Ајде кажемо некои збори за Свето Аврама. Свето Аврам беше како професор другар. С нас градеше другарски односи. Друго беше добар педагог. Он беше и атлетичар, учествувал е на сојузни, колко знам и... И многу организирае слетови. И беше многу добар организатор. Он водеше гимнастичарску групу, ми бемо подмладак на гимнастичари. Гимнастичари, тие сениори беа у Соколан, водеше ги Гоце, професор Гоце. Гоце Здравковски. Гоце Здравковски. Од тие, јас се сеќам Талјат. Талјат Весели, да. Талјат, Столе Поп. Миле Фирц е бија тој. Миле Фирц, Драп, Драги Драп. Звонко Мечка, да, Звонко Мечка. Па имаше... Борче еден имаше, не сеќам на презиме. Они беа сениори. Борче Димковски. Димковски, да. Они беа сениори, а ми бемо јуниори, помлади. И они учествуваја, вие слетови што ги спомнасте, на тие слетови они обавезно имаа свој наступ на гимнастичарски справе. Имаше тие веле обрати и тие дисциплини кои ги они практикуваат. Ми бемо на пониско ниво, меѓутоа идесмо да вежбамо у Соколану. Соколана беше едини објект у Куманово каде
спортски објект каде снабден со спортски реквизити и таму идесмо сваки други ден. Чика Коста посебно водеше сметку за одржување, за хигиену у Соколано, не си могал да улегнеш ти там со прљав веш, спортски облечен, с мајцу, с шорцеви, с патике да биде чисти. Вежбамо таму, тоа што не сме могали да научимо, Аврам ни даваше задачу за тој неделю, тој дисциплину, тој вежбу ќе го научите. Иде смо, каде што е сега пазар, зелен пазар горе. Горе, да. Таму имаше војна пекара и имаше справе за војници, вратило и други справи. Таму смо ишли ми да вежбамо. Току ни уградил желбу за тој спортување професор Аврам и како екипа учествувамо на републички надпревар у гимнастику у Скопје. Исто ти си бие активан и у драмску секција гимназија. Па, у драмску секција ја има прилику и час да спремаше го драмска секција ужалена фамилија, ужалошчена породица од Бранислав Рушич. И ја едну споредну улогу играше, заедно с Момир Христовски Љушка, заедно с Лила Георгиевска, у Скопје е сега глумица, заедно с Боро Величковски, Симеон Арсовски, млад почина, много талентиран глумац беше, он беше од економските паралелки. И сега не сеќам на другите. Важно, ужалено у фамилију го играмо у Куманово, па гостувамо со ужалену фамилију Паланку, Свети Николе, Штип. Водеше го Марија Дамјанка, много вредна професорка, Марија и Кирчо и Марија Дамјановски. Марија Дамјанка не беше Дамјановски, не знам кој се подиеше. Важно, они беа брачни пар, професори по македонски јазик, а режисер беше Драги Шетко. Покојни Драги Шетко, Покојни Драги Шетко, он не беше режисер, а ги пробеги у мислам дека он беше и работај у МТВ едно време одамна Драги Шетко. Да, у МТВ беше. Сега оваа слика многу интересно се покаже, работна акција Скопје 63 година. Ја како студент на Педагошка академија за време на земјотрес, ја беше студент у Скопје и го осети земјотрес. Баш земјотрес кад беше, не главниот удар ја беше у Куманово, али 2 сата после земјотрес ја беше у Скопје. У тој време формирамо одма студентску работну бригаду и ја како член на тој студентску работну бригаду учествував у расчистување на урнатине на Скопје. Кажи ми, кога јас у Скопје, како беше страшно? Да кажу, како ве спомна акцију, ја како гимназијалат сам учесник и на младинску работну акцију Автопут Братство единство на делницу Паратин Ниш. Командант ни беше исто професор Аврам. Свето Аврам. Свето Аврам. Ама тие радни акции се биле многу убава работа. Луѓе се ишле да се дружив, дале се придонес да се прави држава, да се изгради путишта, водоводи, канализација. Овој у денешно време тоа тие радни акции беа републички и сојузни. Да. Тие беа своевидна школа за млади. Прво ги ангажираа млади. Друго, млади деца од град, не само од град, имаш и од село, и работничка младина имаш. И тоа битно беше деца што раснев и живи во град и кои не виделе, не имале контакт с тешко физичку работу. Таму са први пат осетиле, ми смо таму с примитивну работале, с копачи, крампови, с лопате, работе смо и с колички. Еден гура колице, еден копа, друг ги пуни колице. Трети носи воду. Работните акции беа своевидна школа. Таму имаше возачки курсеви за возачи, имаше курсеви за техничко образование, имаше приредбе, водејане, ишле смо ми, ја беше Паратин Ниш, делница у Паратин Ниш на приредбе,
на свечености. Сабаља е било станување. Дружење беше големо. Да. Имаше режим Сабаља, физкултура, па пеење на химна, па после на доручак, па посебни песме. Немамо време јас све тој да раскажам. Али тој е голема работа за васпитно многу делуе, дружење на да. млади, па и се нели врске успоставуваја меѓу млади. Да. Пријателство, Пријателство прераснуе и у бракови. Така да многу пријатни спомени носим од тие младински акции. Ево дека сега има една слика, Вера Котрока, село Клечовце. Со завршено гимназију, ја, пошто немаше средства за студирање, мора да се запослу, да зему некој динар да може да продолжу, да имаше желба да студирам. И работа како, да ги викаја у село учители, а ја вршеше функција на наставника по биологија и хемија у Клечовце, меѓутоа не само биологија и хемија, ја таму предаваа некои 7 предмета, пошто немаше доволно кадар, работеше и предпладне и попладне, а навечер с вечерни паралелки образование на возрастни. Да. Ја имаше негде 40 часа неделно наставно. Знаеш ли да кажеш кои се били на слика овдека? Па ово е ученици многу, некои ги знам, некои сум ги забравил. Ово се вика Ацо Карловски, он беше учител и наставник по македонски јазик. Овде сам ја наставник по биологија, хемија, ото, математика, социјалистички морал, домакинство. Што е што? Добро. Све. Комај све. Ово е ученичка моја колешка, у 11. октомври беше професорка по биологија и хемија. Трајковска Верица беше таа. Сега веќе и она у пензију. Ова е Владанка, работеше у СИЗ за детска заштита се викаше. Труд и социјална политика. Сек е пензионерка. Да не е Алексовска Владанка. А не знам се како се вика. Да. Владанка. Ова е Виолета, работеше у Искру и она е сек пензионерка. Главно ова е од првата генерација ученици мои што се више мање сви пензионери. Знам ги свите, ама ќе ни одземе многу време се да ги коментирам свите. Ово е пред школу. 72 година. Ово е основно училиште Кирил, зградата е на основно училиште Кирил и Методија, село Рашец. Да. Овде сам ја у својство на директора на школу 72 година. Ово е вработени во училиштето, наставен персонал и пом персонал. Тешко е било да се биде така директор, али ви сте се нафатили на работу и покушавале сте да биде све како што треба. Па, ја од сви работи што сам ги работал у мој работен век, најтешка работа ми беше како директор. Меѓутоа, у тој време работесме с волју и с ентузијазам. И мене директорството, школата ми беше втор дом. Јас за школу сам се мои сви напори, не само мои, него и на цел колектив, су биле посветени за напредак на школу, за нормално функционирање и напредување на школу. Кад го спомнамо школа во Рашец една била од подобрите школи у општину. Кад имаше тој вреднување на училишта, школата во Рашец за тој време, ја кад беше директор, беше рангирана пред некои школи овде у град, на 4-то место у регион. Школе од Куманово, Крива Паланка и Кратово. Така да врвни резултати су постигнувале. Наши ученици су постигнувале
постигнувале врвни резултати на надпревари на ниво на општину, на ниво на републику и сојузни. Дури по ликовно воспитување прву награду донесе колега Трајан Трајковски, подоцна у Народну одбрану, тој да заврши правни факултет, негов ученик у Костанјевица на Крку у Хрватску. На ликове надпревар донесе награду од Костанјевица на Крку. Ево, ова некоја успомена слика. Добро, ова е слика матуранти што смо завршиле. Ова е ваша генерација. Нашата генерација, да. Само таа е помала слика, Помала дека има поголемо. после ќе го покажеме, еве тоа е тај. Поголемо, ова е на 20 години. Тој се види, може да кажеме некој од тие мои соученици кои се гледал. Контактирате се с нима кои се Па активни? одржуваме тие повремено, одржуваме средбе, мада негде 50% се намалимо. 50% не су веќе. Ево да ни кажеш кои се дека на слику, еве. Овде на слику ово е покојни Благе Селјо. Професорка Доцка е овој, што ga кажувамо случај. Да. Ово е професор Благоје Игњатовски. Беше директор на библиотеку. Ово е Здравко Арсовски, еден од директори на Силекс. Тако е. Беше Милорад Луевски, еден од директори на Фени. Круме, еден од директори на Зоил. Божо, доктор Божо. Чувени доктор Божо. Знаете го од Романовци. Ово е професор Ѓоко Симоновски, покојни, по музичко ни беше. Ово е Малком Пирга, вика смо, Драги Крстевски. Е да ви кажам, право се пред да дојдеме овој емисија да го снимаме, ја у Куманово го видеа Здравка, што го спомнасте, директора на Силекс. И баш ќе му кажеме, ќе го поздравиме од вас. Да ga поздравите. Не знам дали се видуете, контактирате. Здравко Арсовски беше дете од многодетно семејство, сиромашно, како и ми, поголем дел што смо биле сиромашни. И он гимназију го заврши со едну тетрадку. Едну тетрадку, тај му беше за сви предмети и само многу беше бистар и само ги главни црте пишуеше. Главни поенте, ето. Главни поенте, тетрадка превитка на пола, турена у задјан джеп и он го гимназију тако заврши. Заврши после рударски Да, па беше директор факултет и беше еден од директори на Силекс. Али да, еве, у тој време, како што кажувате, една тетрадка, пуно деца, татко и мајка, направив едно едење, колку има толку, нема како сега, 2 ручка, 3 ручка, ово е, куснеш колку има на стол и тој ти. Еве, твоја мајка се им учила, правила едење, да ве израни, да ве изведе на пут, исто и ваш татко. Ми, тај наша послератна генерација смо биле повеќе гладни него сити. Татко ми кад работеше у Козјак, работеше у Куманово, донесе солидно, за тој време беше солидно платен. Меѓу тој и тие пари што си ги имал, не си могал да купиш што сакаш. 54-ту, 55-ту, 56-ту годину леп се даваше на купон. Имаш, ќе ти даде купонче и со тој купонче можеш да купиш еден пут леп и одредено количину. Памту на тумбу. Тумба не е како сак што е, него цела беше празна со коцке и имаше една будка каде се продаваше леп. И отидемо да купимо леп, дадемо му бон, а он земе лепче беше како овие мали тањирчиња што се за колачи, и он земе лепче и ga исече на пола, а купон ти е за цел леп. Он ga исече на пола, деме ти ga купон и ми се бунимо, зашто не ни ga дадеш цел леп? Не си сел ти, треба да има и за другога. Значи сиромаштија голема. Сиромаштија невидена на купон. На купон се взимаше леп, на купон се взимаше шикер, сол, точке, имаше некои точке, взимаше се текстил, с точке се взимаја текстил. Тешко сиромашно време беше. Али овој прилику мора да кажемо
еден податок кој е доста интересантан. Прво ќе го покажем овој слику, како предувертиру. Ви сте еден од ретки кумановци кои имате слику и подпис од председника, бившега, маршала, големога, великана Јосипа Броза Тито. Еве го Јованка и Тито. Кажи ни како се сето децело. Сега ќе да ви кажу дека добар дел од од млади мои години сам посветил на младинска организација. Ја беше у младинска организација уклучен од гимназију, па за време на студии, па по завршување на студии како член на раководство на младинска организација у Куманово, председател на комитет на младину у Орашац, секретар на комитет на младину у Куманово и како активен член на младинска организација беше делегат на 7 конгрес на младину што се одржа у Белград. У Сава центар, еве, ќе прочитам. Конгрес се одржа не у Сава центар, него у Дом на синдикати на Теразије. Таму беа, дозволите, у Дом на синдикати таму беа седнице, а у Сава центар се одржа прием што ни приреди председател на Југославија Јосип Броз Тито и свечену вечеру, и ја има прилику и час да седу на вечеру на 5 метра од стал на кој седеше Тито и Јованка Броз. Каков беше осеќај кога ga видиш Тито толку близко до тебе? Па да ви кажу, Свак не имаја прилику така да се Тито толку близко. Осеќај беше гордост и трема, дури цели узнемирени бемо кога го гледамо Тито, само смо ga, так немаше ни телевизија, него само смо го слушале и смо го гледале кога проваѓаше низ Куманово, 2-3 пати ја проваѓае. Тоа е величествен осеќај. И Јованка, еве. Тито и Јованка, величествен осеќај. А имамо прилику да разговарамо с видни луѓе, да речемо с Петар Стамболиć, Велјко Влаховиć, многу беше омилен меѓу младимо. Збореше како јас малку зарипнато, али имаше разбирање. Приидемо му, да сакамо да се поздравимо с njega, да се сликамо с njega. Да, па тие луѓе се многу работале, да не бил у народно у одбрана, да не бил у полиција, тако е да. Држава, авторитет, јак. Сега овдека. Ово се веројатно твои другари. Ово е, ја исто има прилику, док работеше у педагошки завод, да ме пратив како по струку. Ја, меѓу другото, и вршеше надзор на работу на ОНО, тој Општонародна одбрана. И како лице упутено у тој проблематику, пратиме на семинар у Земун, у Белград, и овој су луѓе од цело Југославија се биле присутни, ја како представник од Македонија беше. На тој семинар 17 дана беме у тој центар за цивилну заштиту у близину на Земун. Од таму ми е тај слика. Али ви сте професори, многу работале у институција, педагошки развој, многу сте се трудиле, пишувале сте програме, сакале сте школство да колку можете вие дајете придонес да иде напред, да се унапреди, да овие генерација биде успешни луѓе и една твоја дефиниција за тој твој цел во работа и ангажман. Дај си задоволен ти све што си се трудие да дадеш за овој наш град, за просвета и така дај. Па јас сам се трудил онолку колку сам ми биле силе, не само тој работу, и како наставник и како директор, честно да го завршу работу, онолку колку сам могал. И колку сам постигнал, не можу ја да кажу, тој други ке цени, меѓутоа имам одредени признанија. Да, ќе ги покажеме тие признанија. Кои сам ги добил за мои и сам задоволен од оно што сам постигнал. Било како наставник, било како директор, било како али да кажемо советник. Чисто ете
уствари ви да ни кажете што сте ги највише деца училе кад со први пат дошле у ученички клупи? Кој бие ваш савет за сите? Па, мене ми требаше време да свату, а после колега Стамен Кузмановски, чуле сте га? Да. Ми кажа едну прилику, ама ја веќе беше га тој сватил. Дете не треба да го гледаш како предмет на твоју работу, него треба да го гледаш како иднога возрастнога човека. И да се трудиш да оноко колко оно може да прифати и колку су твои способности, да го оспособиш за живот, да го оспособиш за иднога возрастнога човека. Или иднога професора, иднога инженера, иднога доктора. А веројатно у тој време, кога сте ги училе деца, имале сте и подршка од родители, дека дете мора да се изведе на прав пут. Нужна е обострана соработка за детето на воспитувачи у школу и на родители. Дури родителското воспитание е основа за надградбото на воспитанието у школу. Воспитание има најразлични. И интелектуално, и морално, и работно воспитание. Многу видови на воспитание има. Естетско, да не ги реду свите. Родител, основата на воспитанието е семејството. Ако у семејство не су односи како што треба, тој се рефлектира на идниот развој на нашега воспитаника у школу. Значи, народно кажано, домаќе воспитание. Домаќето воспитание е основа, мада е исто битно и школското воспитание. Битно е материјал кој ќе го воспитуваш и битно е ти што ќе надградиш. Али, професоре, денеска, у денешно време, сви чуваме деца, малку овие генерација, тие вредности ги има прифатено, меѓутим и некои не ги ни применуев. Не поздравја професора на улицу, не поздравја учитела и да не ги редимо други работи. Тој па доваѓа домаќе воспитание. Основата е вредностите се измрдани. С промена на овој систем не се најдева соодветни, како да кажу, соодветни основе и соодветни механизми, вредностите тие што ги имамо да се надградиви и да продолжи. Него добар дел од вредностните карактеристики се изгубија, а нови не изградимо соодветни на овие услови у кои живиме. Ми ga прифатимо овој систем нов повеќе од негативните страни. Да. У ној време, за мој радни век, дрога само се спомињаше како некоја појава што го негде има, а свак за жал е на ангро присутна. И алкохолизам. Алкохолизам, пороци, да. Техниката колко што помогна за да се живот да биде полесен, по-соодветен за овие услови, толку и одмогна. Ја не може да ги свату деца да иде по улицу и мобилен телефон да е пред njega, ќе го згази авто, оно були. Дома седнало на место да разговара с родители или да гледа некој филм или да чита некој книгу, он мобилен у руке. Мобиломанија. Да ви кажам право. Мобиломанија не е добро. Библиотека порано е било место на посетеност. Сваки ише да земе книгу, да прочита, да се надгради, да се едуцира. Сега у денешно време библиотеку иде, ама не е како порано. Сега има на интернет све. Он отвори, он прочита на интернет. Значи, па ќе кажу, доста изместени вредности. Али, овие пофалници, вие имате, професоре, многу и овој прилику треба да го спомнеме здружение кое што ви многу сте работале, а тоа е Екогард. Може и да кажа дека таму сте работали исто ден и ноќ. Покрај вас група на луѓе кои се ви помагале, али ви сте биле тие кои сте биле главен мотор на цело работа.
А Екогард прво се викаше Гард. Да. И формира ga еден Гоце Илиевски, пензионирано војно лице, пуковник у Скопје, заедно с Угриновски, доктор Угриновски, Чувени Угриновски, да. Чувени Угриновски, планинар. Да, он е голем љубител на планинарство. планинарење. Васил Топурковски исто били уклучен и у почетоци на Гард. И у прво време ја и Гоце Илиевски ги поставиме основи на Гард. Програмски, статутарни, и Гард у Куманово беше огранок на Гард на Македонија, тако го формирамо како Гард на Македонија. И се формираа ограноци у Куманово, у Штип, у Кочани, покушамо да формираме у Велес и у други градови, меѓутоа најдобри резултати постигна Гард у Скопје и Куманово, делумно Кочани. Председателството на Гард што беше у Куманово и членството изразија желбу ми да действуваме како посебна организација, затоа што у многу фирме кад се јавljasmo да ни добар дел од активности ги реализирасмо благодарение на спонзорирање на тагашни фирми. Постоеше ЗИК, постоеше Житомел, постоеше у функција беше Шавни цеви и да не ги реду сви овие. Помагале ли се ви, помагале? Како не, многу ни помагаја. И они изразуе желбу, отидемо ми за помоќ, да речеме овој Бучен Козјак, они вика, не, ви да сте кумановска организација, ми ќе ви помогнемо, ќе ви помогне, малку. Би ви повеќе помогнале ако сте кумановска. И ми одлучимо да се одвоиме од Гард Скопје, да не биде Гард, крстимо се како Екогард. Да. И негде од 2002-2003 годину почнамо да функционираме како Екогард Куманово. И Екогард оствари бројни активности. Основна работа на Гард е да ga градско население изведемо од град у природу. Гард се вика Граѓанска асоциација за рекреативно движење. Да ga изведемо у природу и да оствариме тој рекреативно движење. И тој не само рекреативно движење, ми сме имали обично, тој беше пропратено с посета на одредени знаменитости, дали ќе биде музеи, културно-историски споменици, некои знаменитости природни. Тако да тој имаше пошироко значење од обична рекреација. Камера ќе замира све што сте ви посетиле, изработале. Негде околу над 50 места сте биле. За 10 годишно постоење Гард ни своји активности помина негде над 3000 посетитела. Посетиле смо можда преко 50 места, од кои 30 први пат ги е Гард посетил. Никој дотак не ги е бил посетил. А после тој почнаа да реализира слични активности, Сдружение на пензионери, Сдружение на инвалидски пензионери, други сдруженија. Да речемо Куклица у Кратово, ако не е била близу, први пат ми сме го посетиле. Верчански извори, први пат ги е Гард Куманово посетило. Метеори у Грцију, како организирана група од Куманово, ми сме ги први пат посетиле. Гроб на Јане Сандански, на Рожденски манастир, први пат ga е Гард од Куманово посетило, па после други се ишли. И да не ги реду. И многу чланови сте имале. Чланови има смо, нашо членство са прошли, па сак немам бројку неку тачно, али негде 100-120 члана смо имале стални, али они имаше промене. Едни заминуев, оцелуев се, други доаѓа нови. И у Гард има смо ми 3 сектора. Сектор за рекреација, сектор за работа со млади и сектор за екологија. Сектор за екологија реализираше повеќе проекти, меѓу тој проект Кокино 2006 годину, заедно с покојнога овој годину почина Јовица Станковски, реализирамо еко камп у Кокино,
у кој уклучимо ученици, уклучимо членови на Екогард и прву активност у Кокино смо извеле заедно с музеј и с други организации, донатори обезбедимо. Прва активност, тој се од овој што гледате на слику, од археолошки локалитет у Кокино. Ископи ни ги вршеше Јовица. Кокино е големо богатство и за град, и за држава. И на прав пут е да биде туристичка атракција. Да. Е атракција, меѓутоа недоволно е направено. Још увек треба се работи. За уредување на самат објект. Ми смо први с туј активно заедно с Зоран Бојковски, што сега води Гард. Први пут ми направимо стазу с тај камп што ga направимо у Кокино. Помогнани Министерство за животну средину и други министерства. Направимо патокази од пут до локалитет на Кокино. Направимо клупе и масе за седење уз пут и рекреативци или други посетители на Кокино да седне, да се одмори, да доручкуе таму, кафе да се напие. Ми направимо презентацију заедно с Јовицу и од планетариум МКЦ Скопје Ѓоре Ценев, не знам дали сте чуле за njega, планетариум има у Скопје, каде Кој беше професор нешто. Не сум сигурен да не греша. Он да води планетариум, у коju функцiju таму е, у тој планетариум води ga. Ми направимо ги овие флаери и презентацију направимо со Јовицу у Дом на културу. Каде беа тие флаери? Да не се обдека овие. Добро. Овие флаери. Да ги покажи, еве. С карактеристики на локалитет Кокино, обсерваториум. У голем број на примероци. Ово е на Јовицу Кокино, тврдина на сонцето. Да. Сега Мој драг пријател Јовица, имам го негову посвету. Ти поклони едну книгу за ТВ Плюс, ми ќе го дадемо од срце, нека читав, да видив дека Кокино е стварно големо богатство. Да. Али професор Овдека, и ја најде еден податок за вас, ви сте и навуите му истражувале, бучавата современа болест на урбаната средина. Знаемо дека денеска бучава е голема, мотори, многу аута, нема контрола. А што сте сакале ви се со овој да направите, со овој што сте ga ишувале, и изучувале и работале? Јас покрај мој професионален ангажман у педагошки завод, соработуваше с многу научни списанија, часописи и други публикации, меѓу другите и екологија списание. Свето Стефановски ga водеше, има ga тој, само да ga покажемо. Ово е списание екологија. Беше присутно у сви школе, ја настојуваше с многу богату содржину. Ја од Куманово соработуваме смо у екологија, ја и доктор Мирко Макрешански. Тој имамо објавени многу надписи у екологија. Еден од надписите е и бучавата и за печурките. За печурките како храна, меѓутоа и опасност. Тој збор у овој надпис за печурке дека покрај што са изваредна храна, криев голема опасност за оние кои недоволно ги познаат. И ви читате у штампу и на телевизију колку тровање с печурки има благодарение на тоа што не са доволно упутени. Свак ги собира и мисли дека знае, а уствари многу тешко има видови на печурки кои многу тешко можеш да ги разликуваш отровно од неотровно. Треба солидно познавање, стручно познавање за да ги. Ја би ве чисто прашаја во кој дали ми имамо доволно еколошку свест дека што правимо и како правимо на тој поле? За жал не. За жал не. Еколошка свест треба да се гради с воспитање, прво, а друго
мора малку и принуда да биде присутна со одредени мерки казнени. Наши работници што работи у странство, у Германiju, у Шведску, у Норвешку, у Францiju, многу брзо го стекнеме еколошку свест, дека не треба да го хартiju фрлјав било куде, него на одредено место, дека не треба да газив куде не треба да газив, дека треба да проваѓам на одредено место куде е обележено, со тоа што при прв прекршак репнев га 100 евра, 200 евра и на njega брго го изградиум тој еколошку свест. Ми тие мерки овде не ги применуемо и се луѓе комотно осеќаат. А еколошка свест, основа за еколошку свест треба од дете да се воспитува. Тоа значи дека дете кога ќе искочи у чаршију, кога ќе еде по улицу или негде, дека треба да фрли у канту. А сак за жал имамо примери, иде по улицу, пикавац фрља, кесу фрља. Тој малку треба на поисоко ниво да се работи. Моја жена е била учителка. Како учителка зема пензију. Сак не дека ми е жена, меѓутоа она имаше обичај да кога ќе ги поведе деца низ град и купив деца смоки, купи грисине или нешто за едење, Да. и успут грицка. Штом ќе заврши кога ќе го потроши содржину на тој храну што го е купило, омот ќе застане цела група, дете ќе тражи канту за отпадок и ќе ga фрли омот таму. Ако му се случи на дете да ga фрли омот на улицу, застане она, најде ga кој е тој дете, тој грисинку, тој омот не му е место на улицу. Ви сте 30 ученика, ако фрлите 30 омота, што ќе направите? Такој се гради таа еколошка свест. Од најмлади, од дома да се почне, каде е малечко дете, ѓубре устан, каде ќе ga види ронче, хартијче, да ga стави у корпус за отпадоци, што е присутно у свако домаќинство, па продолжувајќи у школу, па продолжувајќи на улицу и како возрастен. Професоре, многу сте работале и у просвету, и еве кажамо дека сте се трудиле и у Екогард и у свите секции. Имале ли сте време еве да искочите некаде на кафе у Куманово, да пошетате у чаршију, да се видите с другари, да поразговарате на сите овие теме? Биле ли сте заступени у живот у Куманово негде да седнете, еве примерно у Кристал, да спиете кафе, да поразговарате с некога? Па тоа е општествен живот, дружењето е било, јас сам још како ученик ми смо искачале, још како деца, па подосна како младинци и како возрастни. Дружиле смо се, било организирано, било ово кој приватно, како да кажу, фамилијарно, задолжително. Едно од организирани дружења, па да спомну за време дok смо ми биле, како ја кад работеше у младинска организација, да речемо, држе смо ми за 11. октомври младински собир на спомен Костурницу. Младина од Куманово, заедно с младина од збратимени градови, од Скопје, од Врање, од да не ги реду други с кои смо имале соработку. Тоа е била една голема фешта, прво на спомен Костурницу, а после продолжи на Вруќу воду, продолжи низ град, низ угостителски објекти, низ паркови. Тоа е било организирано дружење. А имале смо и свак си имал свое друштво. Јас сум имал свое друштво и скочимо, било да идемо на утакмицу, било да идемо у кафану да седнемо, на Вруќу воду да отидемо, да прошетамо нормално. Кои се биле ваши другари, да ги спомнеме? Па мои другари, еден од најдобар другар што ми е бил још од гимназија, од прво годину гимназија е Борче Пановски, покојан, началник на социјално беше едно време. Така е. Знаете го. Да. Брат му беше Ѓоше Пановски, брзо почина на ЗИК финансов директор. Да. Жена му Буце води ги Вешта жена. Да. И с нима сме имале соработку Екогард и Вешта жена. Па брат му е Гане, Драган Пановски беше директор на гимназију малко.
Така и е. у Перонаков, професор по македонски јазик. Значи, тој ми е бил добар другар. Добар другар ми е бил Борче Евтимовски, Борче Мешега викаја, професор по биологија у Крстеми Сирков, покојан он за жал пред 1 година почина. И многу други. Има, да не ви ги редам. Се да кажемо, Еве, добар другар и пријател ми е Зоран Бојковски. да, също е што председател на Екогар. Па добар пријател и добар и семејан другар ми е бил еве Јовица Станковски. Станковски, па Божурски, Гоце Божурски. Гоце Божурски. Така. Па, имам многу голем број на Али на да кажемо дека пријатели. ви сте биле и добра професор и гимнастику сте вежбали во оној. Ви ден денеска изгледа дека практикувате и играте и сакате шах. Ја- Викав дека шах е многу добар за развој на мозок каде мали деца, а и за стари е добар у овие години за одржување на функцију на нервни ćelија на мозок. Ја не сам доктор, не може да кажам, ама тоа сам читае и слушае. Шах е едини спорт каде не треба физичка сила, него интелектуална. Шах е благородна вештина. Помага за развивање на интелектуални способности. Многу е поврзана с математику и физику. Математика, физика, шах. У математику има една област каде се, не може да го кажу, се не ми доаѓа збор, Да. каде е исто како шах што се комбинира, тако и се и тај математичка дисциплина. Пермутација, варијација се вика у математику. Па информатика е многу врзана со шах. Така е да јас шах сам го играл највише како гимназијалец и сам учествувал и у надпревари у име на још на гимназију како у екипу на гимназију. Па у Куманово се играше, шах беше многу популарен у извесен период. Шах клуб беше каде што е сега Свети Николска месара, Да. па малце подоле у тие дуќанчиња, тој беше шах клуб. И тој се собира прво возрастни, сеќам се Среќко Цмко, тој беше стален посетител, па еве Стојко, што го спомнам, Здравковски и многу други. И Мирко Компиревија. Мирко Компир, многу. Тој беше собиралиште и ми млади, тој се учесмо тие финте, потези за шах. И често шах една забава беше, коментари. Имаше некоја професора Милинова шахиста која си го сакаја многу да денеска го цениш. Па шахиста, професора. Збору за овие од светски, еве, например, Фишер, Карпов. Од светски шахисти, ја у моје време што ги памту, од југословенски е бил Глигорич. Светозар Глигорич, Светозар да. Глигорич. Па имаше Бора Ивков. Ивков беше исто, од македонски беше Софревски. У тој време се после он беше мајстор, мислим, не беше велемајстор, после би на велемајстор. Иначе од светските Тајл, например. Михаил Тајл, да. Михаил Тајл, па Борис Спаски. Спаски, они беа у тој време за светскога првака, па учествуваше и Имаше и Виктор Корчној. Виктор Корчиној, Борис Спаски, Па после Карпов се појави. Карпови, Каспаров са од помладото генерација и ја до Каспарова ги пратеше, сега не ги прато веќе. Иначе шах, ја ради од здравствени причини со очи имам проблеми, не га више практикуju да ga играм. Али добро да се размислува. У војску и у гимназију сам га интензивно играм. Добро да се размислува професори да се уведе шах у предмет у школу, затоа што унапредува га интелектуална моќ на сваког ученик. Шах да биде као допунска настава, еве како Па добро, моје размислување. Тоа е и било присутно, и до сека било присутно. И в моје време имаше шаховска секција. Наставник, како има добар шахист наставник, он формира шаховску секцију. Имаше шаховска секција и у Клечовце кад сам работаја како наставник, и у Орашец кад сам работаја како наставник, и овде
kad sam išao u škole, u posjetu na škole, naidувал sam, kad smo pratili realizaciju na programe na škole, među другите видови на слободни активности била присутна и слободна активност шаховска секција. Така да практикуе се. Сак дури шах може и на компјутер да се игра. Да. Има можност, нели. Ово е предпоследно што треба да ја покажемо, а ви сте многу горди на тој. Еве, ово е ваш унук или унука. Унук. Дали ќе биде на деду професор? Има и унука. Ќе видимо, време ќе покаже, можда има унуче афинитет да ве наследи, али може ќе биде и некој спортиста. Сега е он у средну школу, втору годину е. Тако е. Тај математички смер. Има шансе да биде некоја природна наука. Дали ќе биде или не, тој ќе биде избор на njega и на негови родители. Тако е. За крај последно питање. Значи, ви сте 50 години и више работали сте у просвету. Чисто ви се каја, еве како педагошки радник, да упутите едну поруку за овие млади генерации. Еден ваш личен совет. Па, ја поруку сам го и лично пренасал на добар дел на мои колеги. Добар дел ги прифаќаја поруке и фала ги на тие што се ги прифаќале. Много значи поруката коju го ја кажа дека воспитаник дете треба да го гледа како иднога возрастнога. Таа е основна според мене порука. А друга порука е да го сака работу коju го работи. Ако го сака работу коju го работи и ако има доволно упорност у тоа што го работи, резултати нема да изостане. Фала ви, професоре. Не кажамо ништо за моју брачну другарку, која е една од поуспешните просветни работници. Да, она ви е цел живот давала подршку, мора да го спомним. Она ми е давала подршку. Прво, каде е оваа мојата книга? Ево, вали, ете. Прво да го видите. Да кажу дека она, зезваме мене, колеги на Зафркав, она ми е била ученичка у Клечовци. Али ми се земамо кад беше она студентка. Добро. И с моју њоњу упорност и моју подршку, она заврши факултет. И заработа за пензију. Овој смо ми од млади дани. Ајде. Овој сам ја кад имаше косу. Овој е моја животна сапутничка. Виолета Арсовска сак. Ево овој прилику и да го поздравиме и њума. Колко пути препоставим вие? Чекайте сега. Ајде да ви. Виолета Арсовска, прославимо 50 години од брак. Со среќу нека ви. И изненадијане деца, организирани 10-дневен престој на Златибор и фала ги и овој прилику. Овој е момент кад ја удавам у Вишеград, посетимо га Вишеград, мост на Дринога, уживо видимо Андрич што го опишува. Да, овој на Костурица горе. Овој е на Костурица, да. Дрвен град. Овде удавам прстен за 50 годину заеднички живот, а она, јас сам малку емоционален, она се расплакува овде. Да. Туи сме с ќерко и со зета заедно. Овој е Андричев град, кој га исто Костурица направил у Вишеград. Нешто велелепно. Ако не сте, кој не га е посетил, убаво е да се посети, има што да се види. Добро, професоре. Ово е мост на Дрину. Ми бемо на тај мост. Еве смо директно тој на мост. Еве тај дел на мост с надпис, изграден у 16 век, каде ово е Вишеград. Еве ги зет мој, ќерка и моја супруга. Али многу ќе ни се одужи емисија, више 90 минута. Многу кажамо работе, биле сте на Златибор, велелепно место. Изваредно место. Едни
најубава прослава на некоju знаменитост од мој живот е управо ова на Златибор. За крај, да ви посакам ново здравје, среќу, успех и да се видимо па у некоju прилику да зборимо за тоа што од вас може да се чуе многу работе за многу случувања кои сте ги мале у ваш живот. Ми пуно работе кажамо, ама некој не да кажамо, тој ќе оставимо за друго прилика. Благодарност на вашу телевизију и на вас лично, што сте ме поканили и што има прилику да прикажу дел од моју животну и работну приказну и мој општествен ангажман. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и све најболje.